Здраво, јас сум Надица Чапараткова, одделенски наставник и доаѓам од Основното училиште Лазо Трговски. Ова видео е наменето за учениците од второ одделение. Она што денеска ќе го работиме е изведување на кратки ритмички целини со барабанче, плескање со раце и тропање со нозе. Па ученици да се потсетиме што е ритам. Ритамот е основно изразно средство на музиката, поради што му обрнуваме особено внимание. Него го сретнуваме во говорот, во движењето, во музиката, во работата. Општо кажано, целиот наш живот е исполнет со ритам. Ритамот можеме да го побараме во блиската детска околина, во дворот, на игралиштето, во училиштето, во градот и така натаму. Понатаму често ќе се употребуваат ритмичките мотиви што се среќаваат во работата и во секојдневниот живот. Например, пумпање вода, сечење дрва, косењето на тревата, тресењето на ќелимите, патување со автомобил, метење, движење на возот и така натаму. Следат неколку примери на кратки ритмички целини, кои се со мотиви од секојдневието. Првиот пример како се движи метлата. Овде имаме ноти во придружба со пауза. Овие ритмички вежби ќе ги работиме, односно ќе ги изведуваме во придружба на плескање со дланките, една од друга. Значи, кога имаме паузи, тогаш не изговараме ништо. Шу, 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 шу. Следи ритмичката вежба косење на тревата. Тиу, ти, тиу, ти. Потоа следи сечењето на дрвата. Овде имаме исто нотно траење со придружба на пауза, како што рековме и претходно, кога имаме пауза, не изговараме ништо. Так, так. Потоа следи пумпата за вода. Пав, пух, пав, пух, пав, пух, пав, пух. И на крајот е ќелимот кој што се тресе. Пав, пух, пав, пух, пав, пух, пав. Ритмичките појави, движења се поддржуваат и се репродуцираат со рацете и со нозете. И тоа плескање дланка со дланка, дланка со дланка и клупа, удирање со моливот по клупа, движење на телото напред
и назад, марширање и тропање со нозете, примери за кратки ритмички целини со различно ритмичко движење на чукање на часовниците. Најпрво е дзидниот часовник, тика, тика, голем часовник, будилник. Тик-так. Мал часовник, будилник. Тика, тика. Рачен часовник. Тика, 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 тика. Пример на следење на кратка ритмичка целина со движење на рацете и тропање на нозете. Пример. Тргнување од железничка станица. Возот го има следното ритмичко движење. Паф, пуф. Паф, пуф. Возот постепено се забрзува. Тика, 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 тика. Возот е забрзан и оди брзо. Тика, 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 тика. Сега, драги мои ученици, следи пример со изведување на ритмичка целина во придружба на барабанче. Доколку имате можност пред себе да си подготвите барабанче, ќе може да ме придружувате и мене. Во двете рачиња држам две тапчиња со кои удираме по површината на барабанчето, од каде што произлегува звук. Слушаме внимателно. Дум, та, дум, дум, та, дум, та, та, дум, та, дум, дум, та, та, дум, дум, та, дум, та, та, дум, та. Сега следи пример на изведба на кратка ритмичка целина. Наизменично. Марширање со нозете и плескање со рацете и во придружба на барабанче. Како се изведува? Се користи левата и десната дланка. Тапчињата веќе ги имаме во раце. Подготвено е барабанчето пред нас. И одиме. Тра, та. Та, та, та. Тра, та. Тра, та, та. А сега ќе изведуваме заедно со марширање со нозете. Па одиме. Лева,
дланко диреме по барабанчето и криваме лева нога. Тра, та. Тра, та, та. Тра, та, тра, та, та. Ова може да го направиме исто удари, односно со плескање на рачињата. Тра, та, 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 та. Тра, та, 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 та. Па, ученици, дојдовме на крајот од часот. Ви посакувам успешна работа. За домашна работа имате да ја ислушате убаво песната неколку пати, штом си среќен, која ви е дадена со видеозапис. И да ги повторите сите ритмички движења се додека не ги научите. Ви благодарам ама многу и се гледаме до следно видување.